Дали евентуален пораз на кандидатите за градоначалници на Дуи во Тетово и во Кичево ќе значи дебакал за партијата на Ахмети. Аналитичарите се на став дека Дуи ќе ги употреби сите расположливи механизми за да ја задржи комотната позиција која ја има на локално ниво. Сметам дека ќе се употребат сите можни модели, оружја, фигуративно речено, и сите финти за да се задржи она што се поседува, затоа што Дуи до сега го водеше орото во овие места, во овие точки, и ќе стори се за да го задржи. Не мислам дека Дуи ќе изгуби, од проста причина што Дуи има премногу така наречена гласачка војска на терен, која е обврзана што со работа, што со условувања, што со низа нешта кои се врзани, а кои што доколку се загубат, ќе се загуби и позицијата на терен, а и реално јак тектонски удар ќе биде нанесен на Дуи како на политичка партија. Министерот од редовите на БЕСА Аријанит Хоџа пак смета дека тетовци се уморни од актуелната локална власт и се желни за промена на градоначалничката структура. Јасна е сликата. Партиите што има да докажат и покажат, на првиот круг се видеа бројките, сега е црно-бела сликата. Дали се задоволни граѓаните од моменталната актуелната градоначалничка или барат промена во Тетово, и ние сме во постојана комуникација со сите граѓани од Тетово, од сите националности, и убедени сме во поддршката што ја добиваме секојдневно, дека тие се уморени од 8 годишен мандат што не е сработено ништо, и апсолутно во таа насока ние очекуваме поддршка од било кој. Политикологот Джену Рисени пак вели дека Бадијала ќе биде победата на власта во помалите општини, ако не бидат добиени големите. Најлошото сценарио за Дуи е пораз во Тетово, како општина која има и политичко значење за етничките албанци. А ако се дојде на тоа и евентуален пораз во Кичево, тоа ќе значи пат за Дуи покај тоа што победило во некои рурални општини. Јас мислам дека Заев не е во позиција да го ризикува опстанокот на владата. Мислам дека ќе го поддржи кандидатот на Дуи, односно Теуте Арифи. Во меѓувреме, независниот кандидат за Кичево и внук на Али Ахмети Фатмир Лимани, кој во првиот изборен круг заврши како трет, најави дека својата поддршка за вториот круг од изборите ќе ја даде на опозицијската ВМРО ДПМН и нејзиниот кандидат Александар Јовановски.